Нов понеделник, нова утринска дружба. Овој пат ја посветуваме на виното и неговите тајни. А ќе биде посебна, зашто тоа го правиме со една млада дама која ја сака својата професија и природата, одличен познавач е на лозарството и винарството. Со незе од прва рака ќе ги расчистиме сите митови и заблуди за виното. Добро утро и посакувам на Луна Шотаровска. Добро утро на вас. Како е Луна понеделнички? Спремни да започнеме работната недела. Луна, кое вино е добро вино и што го прави добро? Секое вино е добро се додека вам ви прилега. Значи нема добро и лошо вино, има вино што ви се допаѓа и што не ви се допаѓа. Виното го прави добро моментот дека вие уживате во него. Добро вино е секое вино кое што во моментот вам ви прилега на расположението, на моментот во кој што го конзумирате, и виното го прави добро се додека вие го уживате. Дали Македонија како земја го користи својот потенцијал доволно во производството на вино? Или каде сме на светската винска мапа? Можам со голема радост и задоволство да кажам дека Македонија во последниве години се повеќе и повеќе го исполнува својот потенцијал и работиме како земја на промовирање на нашите вина, на промовирање на нашата винска култура. Во моментов, почнувајќи од големите винари па се до малите семејни винари, можам да кажам дека одлично работиме кон тоа да го искористиме нашиот целосен потенцијал што ни го има дадено природата, климата и се останато, и одиме само кон подобро и подобро. Светот се повеќе и повеќе дознава за нас, дознава за што можеме да понудиме и за нашите вина и стил на вина кои што ги произведуваме како земја. Можам да се пофалам дека работиме многу и на промовирање на некои локални сорти, како што е вранецот, како што е кратошијата, како што е темјениката, стенушината, која што ни е и автоктона. Така да можам да стварно да се пофалам дека одлично напредуваме на тоа поле. Кој е вашиот личен избор? Бело, црвено или розови? Кај мене најмногу зависи од ситуацијата во која што се наоѓам, морам да кажам. Белото вино ми е секогаш избор за да седнеш и да се напиеш и да уживаш само. Црвеното повеќе го преферирам кога имам голема желба да готвам нешто, да поминам повеќе време во кујна, па секогаш ми е придружник црвеното, а розето ми е, морам да се пофалам за вакви топли летни денови, заедно живели во добро друштво. Што, кога сме веќе кај бојата на вината, што открива бојата на виното? Пред се открива за сортата од која што е произведено. Значи, еве кај црвените вина ќе започнам од нив. Дали има повиолетови најанси, дали има по темно црвени, светло црвени, открива најмногу од што е произведено. Потоа открива дали е одлежувано, колку е одлежувано. И на крајот открива дали виното е се уште во добра и здрава состојба за конзумација. Истото важи и за белите вини, истото важи и за розето и за портокаловото вино, да не го изоставиме како еден нов стил на производство на нов, а најстар стил на производство на вино. Што всушност значи винскиот бонтон? Односно, што значи бонтон во конзумирањето вино? Се трудиме тој бонтон за вино како дел од винската сцена нели во Македонија, се трудиме сите заедно да го подобриме, бидејќи тој бонтон е наменет за поголемо ваше лично уживање како конзуматори. Не е само наменет бидејќи убаво тоа се личи. Чашата да се држи секогаш за држката, бидејќи со самото држање на овој дел пред се си го греете сопственото вино со дланката. Значи, послужено ви е генерално на препорачаната температура, вие самите си го правите да ви е потопло. Плюс не личи, нели убаво. Има уште многу, да не се става лед во виното, бидејќи ви го менува профилот цел на виното, да не се меша со пијалоци, виното е наменато да се ужива какво што е, и сепак можам со гаранција да кажам дека е еден од најелегантните пијалоци алкохолни, така да има многу бонтони
меѓу кои е најважниот да го посветам на држењето на чашата, на провртување пред да се напиете за аромите да можат да се малце по истакнати, така да ги има стварно многу. И стварно препорачувам секој да одвои некое време да се посвети малку повеќе на нив за, па ќе кажам, за свое лично поголемо уживање. Со што виното никако не оди на трпеза, а со што најдобро оди? Никако не оди на трпеза со лошо друштво. Со лошо друштво, со лош разговор, со лоша енергија, а оди одлично со се. Дали само по себе, дали со мала закуска, дали со ручек, вечера, десерт, оди виното добро стварно со се, во зависност нели од на крајот на денот и што вино пиете. Што постаро, тоа подобро. Мит или вистина? Факт. Дел мит, дел вистина. Дека виното се подобрува и се развива собствената комплексност и елеганција и развива едни терциерни танини, се тоа е вистина. И дека да, има вина кои што треба да се чуваат на подолги стази за да се зголеми нивното уживање, тоа е вистина. Дека секое вино има еден момент кога ќе си го постигне целосниот потенцијал и на тоа созревање во шише, односно одлежување во шише, исто е вистина. Дека треба да го пробате виното пред да одлучите колку ќе го чувате, е вистина. За да си откриете сами на себе дали тоа вино има потенцијал да одлежува година, 2, 5, 10, 15, 20. Тој момент можете најубаво да го развиете, да кажам, со умерена консумација, ама во поголеми количини, на подолг временски период, и треба да исто и малку нели да едукација на таа тема, дека не секое вино и не во сите услови виното станува подобро низ времето. Значи има виното на која температура треба константна да се чува за тоа развивање во шиша да се случи. Има во која положба, односно виното треба да е легнато, не треба да стои исправено. Исто е дел од... Така да многу често сум слушала изјави од типот на го чува виното во подрум 15 години и кога го пробав беше расипано. Тоа е многу нормално и затоа е дел мит. Значи, ако го чуваш во подрум каде што температурата се менува доста драстично, доколку го чуваш во исправена позиција, виното има големи шанси дека после неколку години и ќе се расипа. Кои се најголемите заблуди со виното? Има многу. Дека не се чува во фрижидер, дека се чува во фрижидер. За секое вино си има различна приказна, бело, црвено, розе, портокалово, сите си имаат различен начин на чување, различен начин на конзумација. Дел од тие што сум ги слушнала е дека портокаловото вино се прави од портокали, дека розе виното е производ на мешање црвено и бело вино, дека аромите што ги чувствуваме во виното, како например, не знам, шумски плодови, боровница, цитрусни ноти, кора од лимон, се со додавање на истите тие производи во виното, значи не се додава малина, не се додава аронија, виното и сортата сама си ги носи тие карактеристики со себе. Уна, што за вас е најголем професионален успех? Во моментов би кажала најголем професионален успех да го постигнам врвот, односно да бидам главен енолог во винарија. А за понатаму ќе видиме, можеби некоја берба во Франција, можеби Нов Зеланд, не знаеме што носи животот, ќе видиме. Имам сепак доста време пред себе на тоа поле. Апсолутно. Уна, виното се ужива со одбрано друштво, добра музика и вкусна храна. На здравје. На здравје.